Крајот на април и почетокот на мај се исполнети со празници, а за нив се организираат разни случувања. Сезоната е отвора джип со традиционалниот велигденски сафари. Од Кина пристигнуваат електрични вибрации. Build Your Dreams или скратено BID потврди дека во понудата нема веќе модели со мотори со внатрешно согорување, а ја проследуваме и премиерата на урбаниот електричен кросовер Smart број 1. Подсетуваме на делото на Хенри Форд, чија заслуга за автомобилската индустрија е огромна. Тата сака да земе четвртина од индискиот пазар на електрични возила, а ние денешното издание го отвораме со најновите вести. Кинескиот гигант објави, но се уште неофицијално, дека е првиот производител на возила на планетава што нема во понудата модели само со цилиндерски мотори. Ова дојде по објавата дека заклучно со март се произвело последното такво возило. Некои од моторите ќе заминат во заборав, а некои ќе бидат впарени со плагин изведби. Големо внимание ќе се посвети на батериските електрични возила за кои BID има добра платформа и подготвен е да ја сподели со своите партнери во програмата за прекинување на производство на мотори на фосилни горива. Неодамна потпишан е протокол зад кого покрај кинезите стојат Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Volvo и Jaguar Land Rover. Според него, до 2040 година потписниците ќе прекинат да произведуваат било каков модел придвижуван од класичен мотор во било каква форма. На повидок е уште еден тактички потег на Stellantis. Според инсайдерски информации, Fiat од идната година ќе започне со продажбата на малиот Citroen Ami под своји ознаки, кој ќе го носи името Topolino. Доколку е вистина, ова електрично автомобилче кое се произведува во Мароко, во целост ќе биде духовен наследник на предвоениот Fiat 500 со кој започна моторизацијата на земјата. Тој ден денес со големи симпатии живее во колективните сеќавања на италијанците, заради што за изборот новиот градски четирицикл да го има неговото име може да се каже дека е гениален. Се очекува успешен настап на пазарот, бидејќи ваквите возила добро поминуваат во Италија. Им одговараат урбаните јадра исполнети со тесни улички, а голем плюс е можноста да се вози со наполнети 15 години. Се зборува дека ќе биде понуден и во отворена верзија со платнен покрив, што навистина ќе биде полн погодок. Доколку техниката остане иста, Topolino ќе има електромотор од 8 конски сили со кој ќе постигнува максимални 45 км на час. Батеријата од 5,5 киловат-часа, која е доволна за 75 км автономија на обичен куќен штекер, се полни за околу 4 часа. Не се очекува да биде поевтин од Citroen Ami, чии цени во Италија започнуваат од 7600 евра. Продажбата пак на неговиот германски пандан Opel Rocks E ќе започне во втората половина од годинава.
После долги години живуркање, Ланча ја чека светла иднина. Тоа гордо го изјави првиот човек на марката Лука Наполитано, представувајќи ги плановите за враќање на легендарното име на местото кое заслужено му припаѓа. Базирани се на 3 столба: одржливост, фокусирање кон купувачите и одговорност, и предвидуваат 3 нови модела со кои треба да се покријат 50% од пазарот. Прв во 2024 година ќе пристигне наследникот на Y, кој единствено е заслужен за досегашниот опстанок на марката. Во оваа форма изненадувачки успешно се продава од 2011-та и е бестселер на домашниот пазар. Идниот модел, кој ќе биде достапен во хибридни и електрични варијанти, ќе биде во блиско сродство со Peugeot 208 и Opel Corsa, а веројатно ќе се произведува во Шпанија. Како ќе изгледа ќе дознаеме за неколку месеци, кога ќе биде представен концепт со кој ќе се најави идниот дизајнерски јазик на марката. Се споменуваат осветлени маски и ентериери со рециклирани материјали, ретроинспирирани со иконските модели од минатото. После Y во 2026 година ќе следи кросовер кој ќе го понесе историското име Аурелија. Тој исто како и наследникот на Делта планиран за 2028-та ќе биде електричен, бидејќи до тогаш Ланча повеќе нема да продава возила со класични мотори. Што се однесува до бизнис стратегијата, компанијата ќе развие дилерска мрежа во 60 на големи европски градови, а се очекува барем половина од продажбата да биде онлайн. Нетрпеливи да дојде времето кога ќе биде представен, од Rolls-Royce се пофалија дека ги завршиле зимските тестови на новото електрично купе наречено Spectre, за кое велат дека ќе биде сеизмички исчекор кон нивната иднина. Тие беа изведени на северот на Шведска на полигон кој се наоѓа на 55 километри од поларниот круг, каде температурите се движат помеѓу 26 и 40 степени под Целзиусовата нула. Според компанијата, од нив инженерите доста научиле за однесувањето на идниот модел, бидејќи ова е прв електричен автомобил на марката. Освен што ниските температури се еден од главните непријатели на ваквите возила, замрзнатата подлога заради помалото прилепување овозможува динамичките карактеристики да дојдат до израз на далеку пониски брзини. Со тоа помината е првата фаза која представува 1/4 од вкупно предвидените 2,5 милиони тест километри, кои како што тврдат од Rolls-Royce одговара на 400 годишна употреба на возилото од просечен купувач. За Spectre е развиена нова алуминиумска платформа со голема цврстина. Батериите тешки 700 кг сместени во подот на возилото имаат улога и на звучен изолатор, спречувајќи бучавата од возењето да продре во кабината. Електричниот погон, чии спецификации за сега не се познати, овозможува поголема искористливост на просторот и подобра аеродинамика со коефициент на отпорот на воздухот од 0,26. Според претходните најави, првите купувачи своите примероци ќе ги превземат при крајот на 2023 година. Илон Маск има уште еден повод за славје. Само 3 недели по Берлинската пуштена е во работа новата 5-та поред гигафабрика, каде веќе е преселено седиштето на компанијата. Лоцирана во Тексас, има корисна површина од скоро 1,000,000 квадратни километри и капацитет за 500.000 возила годишно. Во неа веќе започна да се произведува модел Y за американскиот пазар, а во иднина ќе стане главна фабрика и за модел
Model 3, влекачот Семи и пикапот Cybertruck. Токму за него беше резервирано почесното место на настанот наречен Cyber Rodeo, со кој беше означен почетокот на работата на фабриката. Извинувајќи им се на купувачите што толку чекаа за него, Илон Маск вети дека производството ќе му започне идната година. Беше покажана неговата серијска изведба која најмногу се разликува по тоа што нема кваки на вратите. Тие се отвораат автоматски бидејќи возилото е способно да го препознае својот собственик. Во оваа фабрика ќе се склопуваат и батериски пакети со новите келии развиени со Panasonic кои имаат поголем капацитет, помалку се греат и се за половина поевтини од досегашните. Големо изненадување од Илон Маск беше и најавата на целосно автономни роботакси возила и хуманоидни роботи, но во негов стил. Тој не наведе технички детали и рокови за нивно лансирање. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги одсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Електричните возила во инает на многуте предизвици околу батериите и ланецот на снабдување се шират како шумски пожар. Со представувањето на број 1 како прв производ од темелно редефинираната марка, Smart ја потврди својата посветеност на електричниот погон. Кога ќе дојде на пазарот, некаде во втората половина на годинава, електричниот урбан кросовер ќе биде предводник на новата ера за марката, исто како и Curve, кај Тата. Индиската компанија се постави за цел во следните 3 години да лансира 8 електрични модели.
Името на компанијата Smart уште од самите почетоци се повезуваше со вистинското значење на зборот. Се наметна со микродимензиите и интригантен дизајн, особени што лесно се воочуваат во урбани средини. Преселбата на комплетното производство во Кина многумина го сметаа како уништување на марката, но сгрешија. Неодамна во Берлин беше представен првиот модел кој би требало во Европа да се појави кон крајот на тековнава година. Наречен едноставно број 1, урбаниот кросовер е поставен на меѓоскено расстојание од 2750 мм и бележи вкупни 4270 мм должина. Надворешноста е напредна и прогресивна со елементи како што се скриени електрични рачки на вратите, кои се без рамка, работи што корисниците не би ги очекувале кај автомобил од оваа категорија. Smart ги гледа напредните технологии во автомобилот како возможувачи за автентично и безгрижно искуство со електричната мобилност. Како што доликува на имиджот, опремен е со сите конективни и асистентски технологии и можности за перманентно ажурирање на софтверот преку интернет конекција. Тонг Шангбеј, извршен директор на Smart Automobile, заедничко вложување помеѓу Mercedes-Benz AG и Geely Automobile Group, вели светската премиера на Smart број 1 во Берлин означува уште една пресвртница на неверојатниот пат на развој што го започнавме со обновувањето на брендот. Како прв од новата генерација од семејството на електрични производи, целосно новиот Smart број 1 е совршено олицетворение на ова обновување. Една од демонстрациите на оваа определба ја покажуваат врвните перформанси. Најавена е моќност од 200 киловати и ќе може да се полни со наизменична струја од 10 до 80% со 22 киловат-часови полнач за 3 часа. На брз полнач оваа вредност може да се постигне за помалку од 30 минути. Возилото е во процедура за хомологација во Европската Унија и се очекува да биде завршена во втората половина на 2022 година. Smart ќе ги објави официјалните вредности штом ќе заврши процесот на хомологација. Индија не е меѓу предводниците на електрификацијата, но сепак има своји идеи за иднината. Во перспективата на тата, таа ќе се состои од 8 електрични модели, планирани за лансирање до 2025 година, меѓу кои еден ќе биде и неодамна представениот купе кросовер со чудно склопено име Curve. Футуристичкиот изглед е дело на собственото развојно оделение во кое индиците во последните години вложуваат големи средства. Одлика на петвратната каросерија со спуштен покрив наназад и врати без рамки на стаклата се чистите површини и динамичките линии. Моноволуминскиот облик е облагороден со софистицирани триаголни LED главни светла сместени на аглите на браниците и осветлена лента за дневно возење. Внатрешноста делува пространо и е неочекувано модерна за индиски автомобил. Во неа се наоѓаат минималистички хоризонтален преден панел и два невешто поставени дисплеја за инструмент табла и мултимедискиот систем. Седиштата се футуристички обликувани, управувачот е со две пречки и осветлено лого, а копчињата на централната конзола се чувствителни на допир. Овој автомобил треба да биде поставен на платформа развиена само за електрични погонски системи. Таа може да користи два електромотора по еден на секоја оска, а за автономијата се наведуваат некои 500 километри. Постои можност да биде лансирана и бензинската верзија на овој купе кросовер која ќе изгледа исто, но ќе има сосема друга механичка основа. Кога треба да пристигне на пазарот не е објавено, но тоа сигурно нема да биде пократко од 2 години. Тата планира до 2026 година да учествува со 25% на индискиот пазар на електрични возила.
Многу контроверзи предизвика новиот Mercedes AMG SL43. Овој убавец сите ги плени со својата појава, но буди сомнежи 4-цилиндерскиот мотор. Конструкторите откриваат дека со хибридна поддршка и притисок на турбина ослободува 400 коњи. Ова најмногу ќе им се допадне на американците, на кои око фрли и Honda. Со новиот HR-V планира да ја врати славата на моделот и повторно да достигне 6-цифредна годишна продажба. Се до неодамна некои нешта изгледаа невозможни, но повеќе не е така. Доказ дека работите неповратно се менуваат е новата опција за влез во Jet Set светот што ја понуди Мерцедес. Малку чудна, бидејќи од агресивната каросерија на отворениот SL е вграден моторот од A45 AMG, кој има 4 цилиндри, но секако примамлива од повеќето аспекти. Надолжно е поставен и има 381 коњска сила, благ 48 волтен хибриден систем кој додава уште 14 коњи и технологии директно превземени од Формула 1. Се работи за турбокомпресор на чија оска е интегриран мал електромотор, со што одговорот е инстантен уште пред ниски вртежи кога издувните гасови не создаваат доволен притисок за задвижување на турбината. Вградувањето на овој агрегат ја намали тежината на возилото за цели 150 килограми, што придонесе за запазување на перформансите достојни за ознаката AMG, спринт до 100 за 4,9 секунди и максимални 275 км на час. Помала и потрошувачката, но и цената која не е објавена, ама се очекува да биде под 130.000 евра. Освен задоволство да се биде виден во еден ваков култен автомобил со платнен покрив кој се отвора за 15 секунди, за тие пари купувачите ќе добијат на располагање и технологии од поскапите варијанти, вклучително и 9-степениот менувач и активното ослонување, а она што нема да го добијат се погонот на сите тркала и звукот што го произведува 4-литарскиот V8 агрегат. Првите испораки на Mercedes AMG SL43 се планирани за летово. Имајќи ги впредвид различните барања на купувачите, Honda ја раздвои еволуцијата на HR-V во две насоки. Глобалниот модел кој се продава и во Европа ни е познат веќе цела година, а сега пристигна и американскиот кој, иако ја има истата ознака, нема ништо заедничко со него. Од претходната генерација на HR-V, Honda во Европа продаваше помеѓу 14 и 33.000 примероци годишно, а во Америка меѓу 82 и 137.000. Тоа е и главната причина за стратешката одлука до детали да се простудираат аспирациите на локалните купувачи и да се осмисли потполно различен кросовер. Поставен е на платформата на новата генерација на Civic, што го сместува во C-сегментот. Honda не ги објави спецификациите, но јасно е дека овој кросовер според габаритите ќе биде блиску до CR-V. Изгледот радикално му е сменет и представува сосема различна алтернатива на моделот што ние го познаваме како HR-V. Поинаквото тело со пониски бокови, подолг преден и заоблен заден дел, стилски му дава поконзервативен карактер и го прави уникатен во асортиманот на Honda. Поголемото меѓуоскено растојание и пошироките траги на тркалата ветуваат повеќе простор за патниците, а независното задно ослонување поголема удобност при патувањата. Јапонците за моторната понуда не кажаа ниту збор, но таа со сигурност ќе биде базирана на новиот Civic. Веќе е потврдено дека во Европа ќе се нуди само во хибридна изведба која ќе биде лансирана идната година под засега непозната ознака.
Градчето Моб во американската сојузна држава Јута тешко може да се најде на картата, но за време на Великден секоја година е центар на светот за љубителите на теренското возење. Домаќин во околниот пустински пейзаж, кој делува како од вестерн филмовите, е џип. Годинава се навршуваат 75 години од смртта на Хенри Форд, чие име вечно и многукратно ќе остане запишано во историјата на човековата цивилизација. Во омаж на тоа, следните минути ги посветуваме на неговата животна приказна. Годинава се навршуваат 75 години од смртта на Хенри Форд, чие име вечно и многукратно ќе остане запишано во историјата на човековата цивилизација. Израснат на семејната фарма во близината на Детройт, тој повеќе се интересирал за машините на неа отколку за земјоделието, заради што уште на 16 години отишол да работи како чирак во една механичарска работилница. По враќањето назад започнува да експериментира со се што ќе му дојде под рака, почнувајќи со трактор на парен погон до двоцилиндричен бензински мотор, кој во 1892 година ќе го вгради во својот прв автомобил. Една година пред тоа Томас Едисон го вработува како инженер во својата компанија, што за Хенри Форд представува влезница во бизнис круговите каде во иднина ќе бара финансиери за своите замисли. Првите две компании што ги имаше основано кратко траја, бидејќи инвеститорите се надеваа на брз поврат на парите, а тој сакајќи да ги доведува работите до перфекција пред да бидат пуштени на пазарот, не им го овозможи тоа. Истата судбина за малку ќе ја снајдеше и третата негова компанија, од која подоцна се изроди денешниот Форд мотор, но таа обстана бидејќи неговите инвеститори сватија дека гениалниот ум на Хенри Форд може да се користи само ако се остави да работи како тој сака. Големиот пресврт се случи во 1908 година со модел Т. Неговиот успех не е случаен. Со намера да направи ефтин и издржлив автомобил за широките маси, Хенри работеше на него цели 5 години и беше задоволен дури со 20-тиот обид. Затоа и во неговата ознака е буквата Т, која е 20-та во абецедата. Постојано во потрага како автомобилот да се направи подобар, а производството поефикасно. Во 1913 година беше воведена монтажната лента. Започнувајќи револуцијата во автомобилската индустрија, таа овозможи цената на модел Т да падне од почетните $825 на само $260, а производството да порасне дури на 2 милиона возила годишно. Истовремено, зголемувајќи ги надниците на работниците повеќе од војно, Хенри Форд предизвика и коренити промени во американското капиталистичко општество. Заради сите овие пионерски заслуги оправдано се слави како еден од великаните на модерното човештво. Почина на 84 годишна возраст, оставајќи го своето богатство на фондацијата Форд, а компанијата на семејството. Секој Великден за традиционалното дружење со своите поклоници, Джип редовно подготвува серија провокативни концепти. Повеќето од нив не се наменети за серијско производство, туку за покажување на перформансните мопар додатоци, но некои од концептите навистина заслужуваат внимание. Годинава таков е Магнето, кој е еволуција на истоимениот лански концепт, покажан како најава за целосно електричен Ренглер.
Тој сега е значително помоќен и располага со 616 конјски сили кои невообичаено за возило на струја се дистрибуираат на сите тркала преку 6-степен мануелен менувач. За да се ослободи простор за поголемите батерии од 70 киловат-часа, меѓуоскиното растојание му е продолжено за 30 сантиметри. Джип вели дека е способен да забрза до 60 мили на час за помалку од 2 секунди, но не ги кажува плановите за неговата иднина. Друг концепт кој го заслужува вниманието е Trial Hawk 4XE изведбата на Grand Cherokee, чија ознака кажува дека е плагин хибрид. После Wrangler тој треба да биде втор модел на марката со оваква технологија и ќе го има истиот дволитарски турбобензинец во комбинација со 2 електромотора. Ниското ниво на модификација на концептот наведува на помислата дека набргу може да се очекува како сериски модел. Иако со ништо посебно не можат да се издвојат, останатите концепти со својот изглед гарантирано ќе привлечат големо внимание меѓу пасионираните љубители на марката и воопшто екстремното теренско возење. Следното издание повторно ќе имаме тест на новитет на нашиот пазар, а нов изглед има и нашиот сајт. Посетете го и јавете ни за вашето мислење. До следната сабота срдечен поздрав.